Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСО. Премиерот Христијан Мицкоски со контраповик до лидерот на СДСМ Венко Филипче на средба на која ќе присуствуваат само тие двајцата лично за да ги слушне темите за разговор пред да договори лидерска средба. Идејата за заеднички градоначалник за Кочани премиерот го смета за политиканство, а разрешувањето на обвинителот Коцевски само времено паузиран процес. Мицкоски го повика Филипче планот и темите за лидерска средба да му ги презентира на лична средба. Вели состојбата е пресериозна и бара сериозен пристап. Филипче има предлог, некаков план. Тој може да го соопшти тој план и преку пресконференција, но доколку цени дека мене треба претходно да ме информира и запознае, јас сум секогаш тука на располагање, сериозните теми бараат сериозен пристап. Така што, еве, оставам на нив, доколку тие ценат дека имаат навистина таков план, кој што сакаат мене да ме запознават, јас сум подготвен во термин во кој што тие мислат дека, или тој мисли дека треба да бидам запознен, да го примам и да поразговараме на оваа тема. Дали Филипче е подготвен за ваквите предлози нема одговор, иако сител побара став од него. Останува последната најава дека во текот на идната недела ќе побара лидерска за да се разговара за актуелната состојба и евроинтеграциите. Предлогот за заеднички надпартиски кандидат за градоначалник на Кочани, кој Филипче го најави како една од темите за лидерската средба, за Мицкоски е неприфатлив. Во денови на тага било рано да се зборува за вакви теми. Според албанскиот владин партнер Вреди пак, лидерот на СДСМ нема кредибилитет да бара лидерска. Таравари смета дека предлогот на Филипче бил само губење на време. И знам ке чекаат прво да ја видат иницијативата, па потоа ќе носат одлука дали би седнале на иста маса со СДСМ. Интегративците пак го условуваат учеството со формирање на собраниска комисија со меѓународен надзор. А владата била подготвена и за анкетна комисија за Кочанската трагедија, како што бараат од Бихачка, но само ако биде проширена и за останатите трагедии, вели Мицкоски. По реакциите од опозицијата за селективно постапување во истражната постапка, им порача дека обвинителите се истите кои биле избрани во нивно време. Утрото во Кочани пред 8 часот тој обвинител во просториите на МВР во Кочани пристигна со двајцата своји условно кажано соработници, едниот е Ислама Бази, се надевам дека не треба многу да зборувам за ова име, од каде доаѓа, што доаѓа, а вториот е Гаврил Бубевски. Исто така, јасно ви е од каде доаѓа, од кои тефтерчиња беа избрани овие и начинот на кој што овие обвинители беа избрани. Тоа што не продолживме во процесот за промена на обвинителите, тоа не значи дека сме заборавиле сето она кое што тие го правеа и од каде потекнуваат. Постапката за разрешувањето на Коцевски е само времено стопирана додека не заврши истрагата за трагедијата. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Од СДСМ побара одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, како што велат поради нарушената безбедност и пропустите во Кочани. Безбедноста на граѓаните не е на највисоко ниво. Безбедносниот систем целосно потврли превенцијата која што е директна надлежност на МВР и Панче Тошковски ја нема. Има само последици тешки и недозволиви. Затоа СДСМ бара оставка и одговорност од раководството на МВР на чело со Панче Тошковски. Граѓаните мора да се чувствуваат сигурни на улиците, децата мора да растат во безбедна средина, а институциите мора да бидат во служба на народот. Доколку порано за убиства, несреќи, пожари, сообраќајки беа криви пајаците и каблите, сега одговорноста има име и презиме, велат во реакцијата испратена од ВМРО ДПМН. СДС не бараше оставка и морална одговорност од Спасовски кога полициски службеници се удираа сами во пајаците, кога каблите беа криви за пожари, кога беа давани пасоши на белосветски криминалци и кога секојдневно на улица главни беа Дукјанџик, Беланоца, Грчец. СДС не бараше кривична одговорност од Тасевски, кој пукаше во собранието на протестите, додека други беа обвинети за тероризам над 200 години. СДС треба да се застреми и барем еднаш да се извини за сето она што го има сторено изминативе години. ВМРО ДПМН работи на промена на системот и добивање на правда и правна држава, велат од ВМРО ДПМН.
15 дена од трагедијата, повеќе од половината од повредените во Кочани се уште се на болничко лекување. 16 во болниците во Скопје, 89 во странство, а добри вести пристигнуваат од Солун. Сања Димитровска со деталите. 2 недели по трагедијата во Кочани, пациенти кои беа повредени во пожарот се уште се на болничко лекување во земјата и странство. Денеска нема исписи и во клиниките и болниците во Скопје има 16 хоспитализирани и 89 во странски медицински центри. Во хируршката клиника Свети Наум Охридски се уште под лекарски надзор се 6 пациенти, кај кои беше направена трансплантација на кожа. Сите 6 пациенти кои што се уште хоспитализирани кај нас се во стабилна состојба, значи се префрлени на одделот за пластична и реконструктивна хирургија. Кај нив се направени трансплантации фактички кај сите 6 и сега се чека оној период на тие редовни преврски после самите трансплантации. Во разговор со колегите од пластична хирургија кои што ги водат пациентите се очекува најверојатно 1 или 2 од нив веќе во текот на следната недела да ја напуштат болницата, но ви реков, тоа е ситуација која што може да се менува. Така да очекувањата се во текот на следната недела 1 или 2, но ќе видиме. Пациенти од странски медицински центри по враќање во земјата остануваат 24 часа на скопските клиники каде им прават токсиколошки анализи, пред да бидат пуштени на домашно лекување. Во текот на вчерашниот ден кај 2 пациенти од Солун има одредено подобрување и се екстубирани. Од интензивна нега се преместени на оддел за пластична хирургија. Кај останатите пациенти состојбата е непроменета од вчера, пишува во денешното соопштение од Министерството за здравство. За пациентите кои се на домашно лекување, тимови на лекари ќе одат во Кочани за превраски и останати потреби. Освен пластични хирурзи, како што најави од Министерството за здравство, ќе има и психијатри, психолози и специјалисти од различни области. За Центар за изгореници се уште не е дефинирано каде ќе биде. Во градската болница 8 септември има простор, но нема кадар, а во Свети Наум Охридски има кадар, но нема доволен простор. Сања Димитровска, Сител телевизија. Професорот Васко Нумовски, кој беше гостин во тема на денот, вели дека најголема поука од целата ситуација треба да извлечат политичарите, кои во иднина не треба да бегаат од дебата и наместо одмор од извршување на должностите, како што направија пратениците да се соочат со прашањата на граѓаните. Мислам дека најголемата поука што треба да извлечат и политичарите од ова е дека тие како носители на функции носат определена одговорност кон сопствените граѓани. Она што представуваше некаква пауза во работата на собранието или отсуството на политичарите од оние, би рекол, прилики кога тие требаше да одговорат на прашањата на граѓаните, покажува дека навистина понекогаш политичарите не се подготвени да се соочат со одговорноста, не се подготвени да се соочат со прашањата од граѓаните, најпосле тие ги носат тие политички функции затоа што биле избрани од страна на самите граѓани. И мојата препорака би била дека во вакви случаи не само што не треба да паузира собранието, туку треба да засилено да работи, да ги слушне гласовите на граѓаните, да се отвори една искрена дебата, да не се бега од дебатата. Имаше некаква причина дека собранието не работи затоа што требало да се избегне некаков конфликт таму. Доколку постои таков конфликт, тој конфликт ќе експлодира условно речено и после почетокот на собранието. Сите треба да се соочиме со одговорноста и да видиме како од оваа голема трагедија да извлечеме поука и истата да не се повтори во иднина. Македонскиот представник